Според првите проекции на референдумот, граѓаните на Швајцарија со тесно мнозинство го одобрија предлогот на крајна десница за забрана за носење на никаб и бурка. Врз основа на делумни резултати, тој предлог ќе биде усвоен со 51% од гласовите, со можност за грешка од 2% и покажува првичната проекција на швајцарската радиотелевизија. Мерката би се однесувала на покривање на лицето на јавни места како што се ресторани, спортски објекти, јавен превоз и одење по улица. Исклучок би биле верските објекти или во случај на безбедносни и здравствени причини, бидејќи луѓето сега носат маски за да се заштитат од пандемијата на ковид. Швајцарската влада се спротивставува на мерката затоа што смета дека покривањето на лице е маргинално прашање. По долгите училишни денови и по краткиот одмор се дел од мерките што владата ги разгледува за да им помогне на учениците во Англија за да го достигнат изгубеното учење, рече секретарот за образование Гевин Вилијамсон за BBC изјави дека министрите разгледуваат како тече учебната година по нарушувањето на COVID-19. Училиштата во Англија повторно се отвараат за сите ученици од денеска. Ова отворање го означува првиот чекор од мапата на патиштата надвор од националната блокада, која што е во сила уште од почетокот на јануари и на која повеќето деца учат од дома уште пред Божик. Британскиот премиер Борис Џонсон се соочува со тужба од над околу 2000 семејства кои загубиле еден или повеќе членови на нивните семејства како последица од коронавирусот. До сега во Велика Британија од COVID-19 починаа над 124.000 лица, што е најголем број на смртни случаи во една европска земја. Велика Британија притоа е петата земја во светот според смртноста, веднаш зад САД, Бразил, Мексико и Индија. Весникот Daily Mail пишува дека ново формираната група ожалостени семејства кои бараат правда сака да ја принуди владата да спроведе јавна истрага за начинот на кој Велика Британија се бори против пандемијата од коронавирусот.